Па мислам дека и двајцата добро се најдовме, иако како што дознав, повеќе жени тренираат, но добро се снајде и он. За нас машките е доста интересно и особено за боричките спортови, бидејќи немаме вакви мали финеси и често се мачиме со овие работи, иако ги подценуваме дека се женски, така да со јогата, со пилатесот имаме доста проблеми, би рекол. За разлика од моите тренинзи, навистина изгледа поразлично и беше навистина интересно да се проба нешто ново. И би им препорачала на сите да дојдат да пробаат еден тренинг, затоа што мислам дека навистина ќе им се допадне, бидејќи има огромни бенефици и тренингот беше навистина интересен. Со тоа што многу ја подобрува флексибилноста, за секој спортист кој работи доста напорно со тежини и физички напори, доста знае да ја занемари флексибилноста и да не прави вежби кои би му донеле некој еластицитет, што би рекол. Така да доста помага, доста интересно. Но треба да му се посвети време за да се види некоја добра работа, вака од еден тренинг нормално дека не може. Целата дисциплина на пилатес вежбањето е измислена на всушност од Машко, од Жозеф Пилатес. Да кажеме, ова е техника која што ја практикуваат 90% од жените. Меѓутоа, веќе во светот почнуваат активно да се приклучуваат спортисти на вежбање на оваа справа, бидејќи се доаѓа до заклучокот дека за краток временски период истата дава одлични резултати, особено во зајакнување на јадрото и на грбот, на подобрување на флексибилноста. Често кога ќе имам предрасти за некои вежби, особено за јогата, за тие работи и некои што изгледаат смешно, кога ќе ги пробаме и кога ќе видиме дека прв пат нешто вежбаме, некој мал мускул и не затегне и тогаш веќе ќе престанеме со овие предрасти. Така да ќе пробаш многу работи, многу вежби, ќе престанеш да имаш предрасти за сите други работи. До сега не бев запознаена, но како што ми кажа Јасна, многу врвни спортисти го вметнуваат ова во нивните тренинзи и мислам дека навистина би им помогнала. Се обидов на некои мои пријатели спортисти, нели, чисто да дојдат да ја пробаат, да видат како таа ќе функционира. Не наоѓа многу на некое разбирање, си да викаат, не, ова не е за мене. Меѓутоа, верувам дека секој еден, било да е спортист, било рекреативно да се занимава со некаков вид на вежбање, еден час да помине на оваа справа ќе свати од каква голема корист и бенефит ќе биде всушност за нивното физичко и психичко здравје. Во текот на неделата тренирам од 9 до 10 тренинга, 6 тренинга тренирам таеквондо, а од 3 до 4 тренинга тренирам теретана, односно кондициони тренинзи. Све зависи од периодот, ама секојаш има тренинг, сега зависи од периодот дали ќе биде тоа 2 пати на ден, дали ќе биде 10 пати неделно, дали ќе биде 12 пати неделно, но сепак волуменот е прекумерен и е многу поголем од обичните луѓе што тренираат и вежбаат така. Наредно што ни следува, односно најголем предизвик оваа година е светското првенство во октомври во Кина, така да сите цели се насочени на тоа и се надеваме дека ќе се вратиме со медала. Да кажем дека се подготвуваме за Олимписките игри директно, не се подготвуваме бидејќи тие се за 4 години, за 3,5, така да ние се подготвуваме сега за надпреварите што би ни донели олимписка норма или за надпреварите во кои ги има сите овие олимписки спортисти во кои беа веќе во Париз, така да следно ми е Европското првенство во Подгорица.
некакво ограничување за возраста на вежбање нема, меѓутоа да речеме од прилика кога стануваат тинејџери од кај 13-14 години, кога се развиваат добро веќе да почнат да се приклучуваат на овој тип на вежбање, може да ја вежбаат различни категории групи на луѓе, бидејќи часовите се поделени во неколку нивоа. Има почетни часови, има часови со средна тежина, има часови со напредна тежина. Интересно е, но кога се навикнеш многу на еден спорт, секој друг спорт, телото како да ти е обликувано веќе за тој спорт и со све друго малку како да се мачиш. Зборам за професионално кога се бави со нешта. Таеквондото и џудото се доста различни, но во Олимпиското село во Париз некогаш правевме заедно тренинзи, беше навистина интересно да се запознаеме со техниките од џудото, јас од таеквондото и бидејќи двајцата сме од боречки вештини, добро се снаоѓавме. Бевме многу мала делегација каде што мора да се држиме. Иако сме мали, треба уште по-блиски да се држиме од другите што се по 200-300 спортисти делегации кои патуваат, така да доста се дружевме и трениравме заедно. Веќе почнате наредниот олимписки циклус, така да ние се подготвуваме уште од сега, односно да собираме поени и за следните олимписки игри да влеземе со А норма. Најважно од све е, додека работите на овој тренинг, морате да работите сконцентрирано. Мора движењата да ви бидат прецизни, мора да ви бидат движењата контролирани. Треба инструкторот да ве научи како правилно да дишате, како правилно да ги изведувате вежбите. Доколку се придржувате до сите тие правила кои што ги дава инструкторот, секако дека ќе имате убави резултати.